Marko? Така. Добар ден на сите. Дозволете ми на сите граѓани на Република Македонија да го честитам 8 септември, денот на независноста на нашата татковина, и да посакам следните 26 години да бележат поголем напредок, поголема благосостојба и поголема стабилност. Кога пред 26 години гласавме за независност на нашата Република Македонија, свесни бевме дека не чекаат многу предизвици. Свесни бевме дека не чекаат и многу потешкоти. Околу нас се водеа војни, ситуацијата беше нестабилна. Ние сме свесни дека во 26 години независност минавме низ добри, но и низ многу тешки моменти. Но покажавме дека кога се има една цел, кога кон таа цел заедно чекориме, кога сме упорни и истрајни, дека таа цел е достижна. Денеска е момент кога треба да се подсетиме на тој 8 септември и на нашето заедништво во тие моменти. Денеска ни треба заедништво околу нашата заедничка стратешка цел. Членство во НАТО, членство во Европската Унија. Денеска од овие причини сакавме прославувањето на 8 септември да не биде типично, да не биде стандардно. Затоа, заедно со многу граѓани од Крушево, од регионот, заедно со многумина кои се вработени во Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, заедно со нашите партнери од НАТО, воените аташеа, дипломатскиот корп, решивме да тргнеме на заеднички пат кон еден врв во Република Македонија. Патот, како што можевте да видите, не беше лесен, на моменти беше стрм, на моменти чувствувавме дека го губиме здивот, меѓутоа заедно, со работа, со труд, без откажување, стигнавме до оваа посакувана цел. Сакаме ова заедништво и сакаме оваа истрајност сега да ја искористиме за да државата почне да чекори напред на ист начин. Сакам денеска да се заблагодарам и на првиот човек на НАТО во Република Македонија, морнаричкиот капетан Бартол, на големата поддршка која што ја уживаме од него и од неговиот тим. Ја уживаме и денеска во качувањето, меѓутоа ја уживаме и секој ден во нашиот веќе долгогодишен пат кон НАТО алијансата. Сакаме да кажеме дека ќе бидеме достоен партнер, сакаме да кажеме дека ќе бидеме партнер на кој ќе можат да се подпрат, заедно секогаш сме посилни. Дозволете ми на крајот да се заблагодарам на општина Крушево, да се заблагодарам на граѓаните од Крушево и Прилеп кои што ни се приклучија и покажаа дека сме заедно посилни и дека во ваквите моменти Македонија треба да биде заедно. Денеска символиката не завршува тука. Денеска е денот на ослободувањето на Крушево. Ние сметаме дека оние реченици од македонската химна Македонија слободна, слободно живее, се навистина нашата верба. Се навистина мотото, геслото во кое што искрено веруваме. Слободни, независни, со јасна цел, членство во НАТО и во Европската Унија, ќе да бидеме подобра и постабилна држава за сите наши граѓани. Да ни е честит денот на независност.